а секако дека денот си носи како што ни ја донесе Искра и гостинката која што ја имаме ова утро во нашето студио, каде што ќе имаме убав разговор. Добро утро за Искра, добро утро за Амела Мимиш Апостоловска, председателка на Сдруженијето Гласот на тишината. Насловот, односно разговорот ќе биде Искра, инклузија на децата, а децата ни се секогаш број еден за атипичен развој. Интересна, убава тема, ќе слушнеме што е она што вие имате да ни го кажете ова утро. Искра, повеј. Да, добро утро, Слободанка, и тоа како интересна не само темата, убедена сум дека разговорот и тоа како ќе ги задржи гледачите. Амела, добро утро. Добро утро, Искра. Слободанка во најавата спомена дека си председателка на Сдруженијето Глас на тишината, но јас би започнала со вас. Затоа што всушност Сдруженијето е одраз на она што вие го работите и на вас всушност. И сега, и кога ќе започнам со вас, и тука имаме два дела, затоа што едното е вашето лично искуство со дете со аутизам, најблиско искуство, а другото е вашето професионално искуство што го имате. Бирам малку вака зборови, но знам дека сте отворена да зборувате на оваа тема и затоа ќе започнам директно. Вие сте мајка на дете со аутизам. Мајка, да. На дете со аутизам и на дете со телесен инвалидитет. Да. Ќе започнеме со Леон, вашето синче, вашиот син веќе. Како би го пишале? Леон е дете кое што сега е вербален, значи неговата вербална аудитивна перцепција, сензорна, сето тоа е во одличен аспект, секако дека атипичниот дел кој што станува збори е недоволно доразвиен, но е Аспергер, аутизам со Аспергер, надпросечна интелигенција со фотомеморија. Јас вака ќе се послушам, ќе ве цитирам, затоа што мислам дека ова треба да допре до секој еден од нас, па да видиме кој како гледа на светот, кој е во право всушност. Велите, мојот син е слика за искрена, чиста и безгранична љубов. Кај него не постои зло, не постои лага, тага, озборување или клевета. Да, ова е свет на кој што ние некако, како да сме заборавиле. Да, имаме заборавено многу на вредностите. Па мислам дека и затоа и се зачисти аутизмот во Македонија. Се почесто и почесто имаме деца кои што се со атипичен развој, кои што се со диагноза F84 аутизам, која што означува аутизам диагнозата, со тоа што ги изгубивме баш онака вредностите на емпатија, на добрина, или како што зборуваме често, љубовта ја изгубивме и некаде и душата, трчајќи по материјалното. Често го зборувам тоа, со тоа што мене он баш ми покажа што значи да се сака, што значи да се биде емпатичен и секако ме насочи и кон психологијата. Да ја засакам. Тоа е оно професионалното за кое што ќе зборуваме. Предпоставувам дека вашата лична приказна може да помогне на многу семејства кои што ја имаат сличната, затоа ајде да ве навратам сега малку едно 10 години отприлика наназад како започна се, односно да речеме од оној момент кога прв пат забележавте дека нешто отскокнува, да речеме. Тој немаше никаков контакт со очи. Пред се, на негови некои се десетина месеци, тогаш открив и приметив дека кај него нешто се случува, дека не се развива како што се развиваат и другите деца во споредба со неговите соврсници. Така што кога ќе го погледнем во очи, тој не гледаше во мене, значи не му беше центриран погледот баш во моите очи, туку гледаше прозирно попреку мене. Не сакаше воопшто да се сврти на име, значи не се одзиваше, додека на звук реагираше. Правев некои испитувањата така дома, чисто, да видам како и што со него. Иако имаше 10 месеци, и многумина зборуваат, ама се уште е рано, има време, машките секогаш подоцна се развиваат, но мајчинскиот инстинкт, како што може да го каже тој, да го почувствува, не може никој друго да го докаже. Амела, како го пребродивте тој првичен шок? Па јас не го доживеав како шок. Јас баш си го прифатив дека тоа е дел од животот, да, мене ми е припаднато таа борба, да кажеме, со неговиот проблем, си го прифатив и започнав да работам со него.
Но други токму како шок го доживуваат, така? Другите, да. И тоа после доведува честопати прво до конфликти и честопати за жали до развод на родителите, што уште потешко му паѓа на детето секогаш најтешко. Да, еве сега ќе го објаснам тој дел. Многу често се соочувам со родители, мислам и со деца кои што се со атипичен развој, каде што се од дисфункционални семејства. Сето тоа доаѓа поради децата кои ќе се родат и кои ќе се основна диагнозата со од која што нели децата боледуваат, да кажеме, тогаш веќе доаѓа до оној степен каде што мајката ја превзема улогата на таткото. Мајката се грижи за детето, мајката станува таа која што е силната, мајката, додека таткото ја губи тука улогата. Тука многу прават грешка родителите, кои ќе имат дете со атипичен развој во едно семејство, и двајцата треба да учествуваат во тоа. И двајцата треба да си даваат взаемна поддршка, за да можат тие понатаму да функционираат во бракот, а не веднаш да дојде до развод. Секако дека доаѓа до лутина, емоции се појавуваат, неприфаќање, себеобвинување, барање на проблемот од каде е произлезен. Немаме потреба да бараме проблемот од каде дошол. Ние треба да бараме едноставно решение како да го решиме тоа што ни е дојдено. А како ќе го решиме ако не заедно со партнерот? На почетокот му била диагностицирана најтешка форма на аутизам. Денес Леон е апсолутно функционален, така е нели терминот, учи, чита, си зборува. Каква беше борбата во меѓувреме за да се за 10 години се промени ова? Па, јас со повеќе би го нарекла за мене предизвик отколку борба, затоа што не го прифаќам зборот како борба. Сепак не се наоѓам во ринг дека треба да се борам со нешто. Го прифаќам нештото и работам со тоа. Да, тешко беше затоа што не стануваше збор тука само за Леон. Тука стануваше збор за целото поле кое што ме обкружува, вклучувајќи го семејството, кое што требаше да биде едуцирано, затоа што се уште за нив беше тоа нов поим аутизам. Не можа да го прифатат. Нешто што ми се случува на другите, обично, не можа да го прифатат, па дека сето тоа било нормално. Имаше едукација од аспект од мајка, татко, сопруг и се околу што ме обкружуваше. Не се одзивав на тоа дека никој кога ќе ме погледнеше да се срамам од своето дете, како што приметувам дека многу родители и тоа и го прават. Го кријат своето дете, ги кријат диагнозите кои што нивното дете, освен аутизмот, со аутизмот има и пропратни диагнози кај некои деца. Јас имам работено и со такви деца, каде што освен аутизам има сокриено и генетско испитување, каде што има пропратна диагноза. А тоа лошо влијае, тоа нема да му допринесе на детето да се разви, а е од дисфункционално семејство тоа дете. И тоа дошло само поради проблемот од кој што настанал. Така да, за мене беше сето тоа во ред, ги едуцирав пред се најблиските, воопшто не ме интересираше надвор од кругот од блиските од семејството, ми беше битно они да го прифатат тоа. Го прифатија, се вклучија во соработка, јас ги насочував, воедно и работев и со Леон. Кога зборувате за едукација, да стигнеме до другиот дел, што рековме професионалниот, вие сте клинички психолог. Да, клинички. Така што во оваа ситуација веќе би било полесно, затоа што прво што сте имали информираност, а второ што се знаеле како да постапите. Но не сите го можат тоа. Кај мене за клиничка психологија дојде сосема случајно со тоа што јас отидов надвор од оваа држава, од Македонија. Значи излегав надвор од Македонија. Ето, може би имав таа среќа да влезам во седмичната полурезиденцијата, да работам клиничка психологија со заболени лица од Алцхаймер и Алцхаймерова деменција. И така, на државно ниво, јас ги добив и тие документи. Влегов во Institute for Education во Пенбрук, па така преку Кардиф никако дојдов до научен труд и бранење и сето тоа за да бидам сертифицирана од Кардиф универзитетот во Англија, а не во Македонија. Во Македонија започнав, прекинав и продолжив надвор. И сето тоа, и ваше професионално искуство, и приватното искуство што го имате, вие првенствено го преточивте во книга. Колку таа книга им помогна на оние семејства кои што
имаат дете со аутизам? Пред се Гласот книгата на тишината, не, секако да, да пред кажеме, се, јас чисто зборувам, книгата не е исцрпен трактат дека стрикно аутизмот да го лечи. Затоа што јас си имам своји методи, кои што се методите на Павлов, Маслов и секако комбинирани се тука, каде што се вметнати и мои нови методи, кои што се дадени на испитување или на истражување, дали те успеват или не. До сега во мојата пракса успеало кај многу деца и многу деца сега се напредни и добивам пораки дека децата им удат се подобро и подобро, за разлика од тоа што било, напредуваат. Добивам пораки дури навечер и во еден час од пополноќ и одговарам, спремна сум да одговарам затоа што точно знам како било јас кога сум била сама. Затоа што јас сама сум била во тој процес и сум немала никој околу себе во тој момент. Така да, книгата го обработува секој оноа преживеано мое искуство. Вклучувајќи го и Аспергеровиот синдром на аутизам, како децата реагираат кога некој се смее, има објаснување делови. Например, еден човек кога се смее, детето аутистично што е, не се смее во тој момент. Зашто? Затоа што тој е фасцинирано од ликот кој што го гледа пред себе. Од неговата фацијална експресија што ја прави човекот при смеењето. И навистина, отпосле го прави имитација на човекот и на истото смеење. Додека пак кога некој е гневен, аутистичното дете се смее. Затоа што кај него тоа е интересно. Интересна му е повторно таа фасцијална експресија и таа енергија која што фреквенција која што на гнев, на лутина исфрла тој човекот спроти него. И има некои делови така издвоени во книгата, но например, што го споменавте претходно за звуците. Како реагираат на звуци или претпоставувам на различни звуци различно реагираат? Има многу типови на аутизам, значи многу степени. Леон беше со Канаров најтешкиот степен, каде што тој не знаеше која му е мајка, кој му е татко, не се одзиваше на име, јадеше една иста храна, немаше ориентација во простор, движење, едноставно како нефункционално, неприсутен. А сега е потполно нормално дете, да кажем, не типично. само тоа, туку со надпросечна интелигенција. Тоа секако дека треба да се спомене. Покрај, значи, вие покрај што, еве рековме, не сте воделе борба, него сте го доживеале така, но покрај тоа што овој предизвик го прифативте дома, на личен план, вие се обидувате да помогнете и на другите, кои што го имаат истата судбина. Ете така да кажам. Тоа е она што го правите преку вашето здружение Гласот на тишината. Да, Гласот од тишината. Значи, тоа е Здружение за личен развој, едукација, психолошка помош и поддршка, кој што го основав, со тоа што да им помогнам секако и на родителите, но и на пред се и на децата, ама како што согледав, повеќе произлегува проблемот од родителите. Затоа што не го прифаќаат. Не може да се соочат со тоа дека нивното дете има проблем. Одбиваат со работки, секако дека еднаш кога ќе одбијат со работка, јас повеќе не навлегувам. Но тие што сакаат да се работуваат, јас сум тука секогаш да излезам во пресред и да бидам со нив во контакт постојано. Изработувате дури и лични програми? Да, личните програми сега тие не се бесплатни. Тоа морам да го нагласам. Значи, повеќето очекуваат дека методите кои што јас ги водам, кои што се дадени на истражување, дека се универзални и важат за сите и дека само треба да ги копираат. Да ги копираат, а не затоа што не секој аутизам е ист, не секој дете е исто, сите сме различни. Но слични на некој начин. Тоа е мојата втора книга која што е во процес на изработка. Во подготовка, да. Споменавме дека сте и асистент на други деца. И речиси секогаш, може да кажам, речиси секогаш има позитивен ефект, многу напреднува, така, или може да се каже и секогаш? Да. Сега во моментов не сум асистент, значи се повлеков затоа што ја постигнувам целта и се повлекувам. Таму каде што бев асистент во средно образование, и навистина се успеа и се детето си сега самостално си оди во училиште, да, има асистент покрај него, но тој веќе си знае своите обврски за разлика од тоа јас како го затекнав. Истите методи беа применети и кај него, како што беа применети и кај мојот син.
Така да, она сега, мислам, тој не е дете, тој е момче, возрастно 16-17 години. Но е одлично дете. Дете е емпатично, дете полно со љубов, што јас немам зборови за него. И навистина се покажа ефикасна методата, исто така и тоа го пуштив во истражување надвор од нашата Македонија, така да ќе видиме виднина како и што ќе биде. И сега главното што сакаме да им го пренесеме на гледачите, вие сте исто така дел од иницијативата Сончогледи кон сонцето, која што функционираше пред короната, но со короната замре и сега повторно се активира. Која е целта на оваа иницијатива? Иницијативата за Сончогледи кон сонцето е со тоа основана во 2020 година од страна на Сдруженијата за хуманизам и активизам Куќа на среќата Маргарет Курт и хуманитарната организација Свети Спас. А оваа година јас како трето здружение, Сдруженијето Гласот од тишината, влегувам со иницијатива да покренам свеста дека за видлива и невидлива попреченост со инклузивните ленти и картички. Тоа се овие. Ајде да речеме кој може да ја носи оваа лента? Сите кои што имаат и видлива и невидлива попреченост. Зашто? Пред се сончогледот веќе станува заштитен знак на лицата кои што се со пречки во развојот, во психомоторниот развој и во да речеме како што е телесниот. Така да сите може да носат, зашто сакаме да покренеме свеста кога ќе застанеме на каса. Ние не знаеме тоа лице дали има кој што е со невидлива попреченост, сега да кажеме како дете со аутизам, дете со Туретов синдром, со Алцхаймерова деменција, се изгубил некаде, но сепак ја носи таа лента. И може кога се бара на суд, треба за секој ден од нас да види тоа. Таму има за име, презиме, податоци, од која диагноза страда, телефонски број и лица за итен контакт. Значи веднаш да се исконтактира лицето доколку се изгуби. Имаат деца кои што се со потежок степен или лица возрастни. Значи не се бира пол, не се бира раса, нема ограничување на години. И затоа таа лента е убаво да се носи, затоа што да им се отстапи простор во маркет. Еве, например, нас не се случи сега брзо во Тинакс маркет, керка ми ја носеше, имаше повреда на ногата дополнително таа што ја има. Нас ни беше отстапено местото веднаш, затоа што ја носеше. Беше препознатлива во Тинаксот. Имавме исто така случај и со полиција. За Великден, да. За Великден. Имавме таков случај, јас ја носев лентата, таа е лентата која што, мислам, на липница има. Да. Истото е само на липница за во автомобил, на така? липницата, дека лицето кој носи инклузивна лента, пишува таму, е лице со попреченост, ве молиме да бидете трпеливи, љубезни. И јас се имав таа на липница. Да бидете човечни со друг збор, да. Човечни, емпатични. Исто така таа на липница, баш нас не пушта, мислам, ги пренасочува сите возила да одат према Пинтија, ние требаше да одиме Света Троица, и мораше да поминеме од тука Петар и Павле, Горно Лисич. И јас се доближив до полицајецот и му кажав дека сум со две деца кои што се со различна попреченост и навистина не би било во ред, затоа што моето дете може да има и тантруми. Во тој момент да му се створи паничен напад. Зашто одиме сега од тука? Зашто не одиме од тука? Зошто се случува ова? И да има многу пропратни прашања на кои што јас треба да одговарам во тој момент. Мене искрено полицајците кои што беа на вистина ме прифатија и го увидоа тоа дека е така, би го отстапија местото за јас да поминам и да можам да стигнам до црквата за Великден. Давате надеж со ваквите примери, но ќе се навратам на нешто што имате кажано порано и се надевам дека од тогаш се имаат сменето работите. Велите, за жал, со секој чест на исклучоците, но нашиот менталитет е таков што на моето дете, во случај за вашето, гледаат како на чудак. Па повеќето да. Повеќето да. Но тука јас не ги обвинувам, например, децата кои што се со типичен развој. Еве, ако го земеме во процес тоа дека интегритетот е да се оди во училиште, инклузија е за да се да се обезбеди инклузивна образовна програма, тогаш инклузијата треба да опфаќа за целото општество, не само за лицата со атипичен развој.
а интеграцијата не. Но и не само во образовниот систем, туку Во во секоја пора од во нашето секоја пора. Ние почнуваме општество. чекар по чекар. Да. Имаме поддршка од Филм кафе, Аросто кафе, имаме поддршка од црквите, од манастирите, каде што ни дозволува да ги залипиме плакатите. Општина Зеленикова и градоначалникот исто така баш на дента кога беше гласањето, тој дојде и ни дозволи дури на автобуските постройки да ги залипиме. Јас со сопругот ги липев заедно. И реков дека ќе се изборам не за за добробит на целото општество да се покрене свеста, но пред се јас би почнала од атипичните. Значи лицата со типичен развој. Затоа што кај нив свесноста и неприфаќањето е многу ниско. Дали може би главниот виновник, главна причина поради тоа е неинформираноста? Да, затоа ќе Се почнеме плашиме од непознатото? Да, се плашат од непознатото, се плашат од лицата кои што се со пречки во развојот, кои ќе видат некои лица, они мислат дека нешто се случува, во суштина не, тоа не треба да се запознаат со таквите лица. Со Леон колку се имаат запознаено до сега и сите кажале каква харизма има, колку е он добар, мислам, а тоа се навистина емоции кои што ке мене будат уште поголема и ентузијазам и ме мотивираат да се изборам за тоа. Утре мене ќе ме нема. Ќе ги нема ниту моите родители кои што ми помагаат во моментов од училиште каде што одат кај нив. Што правиме ние? Кој ќе ги згрижи тие деца? Не само ајде да кажеме моите деца. Кој ќе ги згрижи децата и другите? И лицата кои што се повозрасни, кои што страдаат. Исто така кои што имаат телесен инвалидитет или некоја невидлива попрешеност. Затоа е оваа иницијатива, значи покривање на свесноста за лицата кои што имаат видлива и невидлива попреченост. Да, Еве Амела, вие споменавте одреден број индивидуи, институции кои што ви имаат помогнато. Се надевам дека во иднина нема да бидат тие мал број, туку напротив ќе бидат мал број кои што ќе ги посочиме, кои што не разбираат и кои што не помагаат. Исто така издруженијата кои што многу ги има, кои што јас би ги повикала да се здружиме заедно. Само заедно може да успееме. Овие сите материјали кои што ние ги имаме се донација. Ова не се проекти. Ова е донација. Нас хуманитарната организација Свети Спас е првата која што мене ми се јави пред некој ден, отецот Оливер и ме праша дали имаме уште од лентите. Дали ви треба? Да, дали ни требаат, спремен да донира. Имаме и други донатори, но сепак јас не сум задолжена за донациите, затоа што јас сега сум нова. Моето е колку можам да бидам погласна на социјалните мрежи, затоа што сите сме сега таму. Никој не е надвор. И затоа чисто упатувам пораки, чисто пуштам постови, само заради инклузивноста која што го опфаќа целото општество, а не само лицата со атипичен развој. Мела, многу ви благодарам. Еве нашите врати се секогаш отворени за вас. Бидете слободно гласни и многу често кај нас. Слободанче, ти гледам некои солзички ми ти набираат? Јас морам да кажам дека ми го наполнивте срцето. Со сето ова што имав можност да го слушнам од вас, јас само ќе кажам дека вашите деца се пресрекни што ве имаат како мајка. Ви благодарам многу за убавите зборови. И секое добро посакувам, Искра ме почувствува добро. Секое добро и да се видиме и ви посакувам успех уште поголем од она што сте го замислиле. Од срце. Ви благодарам.